Во продолжение ќе ги дознаеме причините од што се појавува оваа болест анксиозност, но како и се лекува. Овие одговори ќе ги добиеме од претседателката на Комора на психолози, господјата Мирјана Јовановска-Стојановска. Добро утро. Добро утро. Ајде на прво накратко да објаснаме што е тоа анксиозност. Анксиозност е чувство на постојана вознемиреност на нешто што се случува во нашето тело, пропратено со чувство на страв, на загриженост постојана, во моменти на нашиот живот кога ние не можеме да најдеме вистинска причина за тоа, нели? Таквата вознемиреност во нашето тело, која би ја чувствувале, нели, загриженоста и стравот, може да биде нормална реакција во одредени критични ситуации во нашиот живот, кога имаме проблем, кога сме изложени на некој реален, постојан стрес. Но за анксиозност велиме дека е тоа истата таква состојба, значи истите чувства, но кога ние во животот не можеме моментално да детектираме што е тоа што го предизвикува тоа кај нас. А ние постојано мислиме нешто утре ќе се случи, нешто сега, нешто една загриженост постојана, нешто се случува, нешто ќе биде, нешто што не облева постојано. Ајде да направиме една споредба помеѓу анксиозност и стравот. Па вака, стравот, како што веќе споменав, може да биде дел од анксиозноста. Значи, онаа вознемиреност која чувствуваме во телото, да ни предизвикува страв. Таа загриженост дека нешто ќе не се случи, да предизвикува чувство на страв. Но може да имаме и страв како емоција, нели, и да биде анксиозноста дел од тој страв. Кога имаме, например, страв од нешто, дека реално ќе се случи, дека нешто ќе биде, страв од некоја ситуација, и анксиозноста да биде пропратена, односно чувството на вознемиреност да биде дел од стравот. Така да тие емоцијата на страв и состојбата на анксиозност може да се дополнуваат една со друга. Според некои процени, околу 10% од нашето население страда од оваа болест анксиозност. На што се должи тоа? Па, знаете како сега, ова што јас ќе го кажам, тоа е моја предпоставка, бидејќи ние за жал не сме направиле никакви истражувања, не знам од каде вас ви се податоците дека 10%, зашто анксиозноста може да биде попратна состојба на различни болести, значи може да биде пропратна со депресијата, со паничните напади, со фобијата, може да биде сама како за себе да постои, како состојба да ги вознемирува луѓето. Така да ја мислам дека е малце тешко да одредиме колку точно проценти од населението. Во некои периоди на нашиот живот скоро сите луѓе се изложени на такво нешто, ама без никакви интервенции, без лекови, без посета на психолог, психотерапевт или било како, ги надминуваат состојбите, нели, заедно со тие внатрешните сили на личноста, помош на роднините, на тие блиските, промени во животот што донесуваат, некои убави настани и може да ја преброда таа кризна малечка која ќе се случи со тоа чувство на анксиозност. Дел од населението, како што реков преска, жал ние немаме, мислам, јас не знам за некое истражување што е правено кај нас, што точно може да се одреди од прилика, уствари, колку население би патело од сето ова, остануваат со таа анксиозност да живеат долги години. Прво, некој заради негледање на излез од тоа, не знаеки како да си побара помош, потоа заради тоа што можеби неадекватно барање на помош, потоа заради тоа што можеби начинот на кој што се живе не прави страм да кажеме дека нешто ни се случува, дека нешто со нашето ментално здравје не е во ред, па луѓето го кријат тоа внатре и функционираат. Се заблочуваат уште повеќе. Да, и тоа останува они, значи, остана долго време со тие чувства, со таа неубава состојба и да се намали квалитетот на живеењето, затоа што анксиозноста може да предизвика несоница, намалување на концентрацијата, намалување на интересот да се дружиш со други луѓе, зашто постојано нешто ме вознемирува, значи се намалува амбициозноста, љубопитноста, односно полека животот се менува. Да се надовеземе и со вториот дел од прашањето, кои се причините за појавување на оваа болест?
Причините за појава на анксиозноста може да бидат најразлични. Ние, психолозите и психотерапевтите, една од добрите причини викаме дека е еден куп на незавршени работи што си ги носиме во себе, односно да биде емоционалните товари кои ги носиме внатре, недовршените ситуации, неискажените зборови, неостварените соништа може да бидат дел од тоа. Анксиозност исто така може да биде како чувство пропратено, како што реков предходно, на различни други состојби, на различни пореметувања. Анксиозноста може да биде дел и од физичките заболувања, нели кога имаме луѓе кои се борат со малигните болести, со некои други хронични болести, па дури може и да се појави чувство на вознемиреност кај некои болести, еве на пример грипот кој долго трае, али тие се состојби кои се врзани со нешто што е реално, нели? И дека понекогаш е потребна и интервенција, нели, ако таа состојба е голема, да така вознемирувачка, да се интервенира, да се даде медикаменти или да се посети психолог. Но мислам дека неотровни, ама така најтешки се состојбите за кои се нелечени долго, без никаква интервенција и кои обстојуваат да бидат дел од секојдневното функционирање. И за крај накратко да објасниме како се лекува оваа болест. Па вака денешното модерно општество, да кажам, медицината, психологијата, психотерапијата имаат доста ефективни, нели, начини на лечење на анксиозноста. Прво, битно е да се постави диагноза, мислам, зошто се појавила таа состојба, што е причината за да се чувствува анксиозност. И посетата на психолог или посетата на лекар е нешто што навистина може да му помогне на човекот. Значи, покрај диагностицирањето и утврдувањето зошто се појавила болеста, да добие правилен третман со однос на тоа, нели, кога ќе дознаеме причината, тогаш ќе знаеме и како да го третираме тоа. Нели, дали е тоа во склоп на нешто поголемо, што би требало, нели, комплетно да биде и комплексно лечено, или е тоа состојба во која што ќе може за некој одреден временски период доста лесно да се надмине. Ви благодарам за ова гостување во утринската програма на Алфа телевизија. Благодарам и вас. Тоа беше психологот и психотерапевта Мирјана Јовановска-Стојановска. Почитувани гледачи, добивме детална слика за тоа што всушност значи болеста анксиозност. Добивме и препораки како да се излечи оваа болест. Би сакала да извадам и дел од овој разговор, дека доколку секој од нас промени кај себе некои психолошки промени, треба да побара стручно лице за помош, бидејќи тоа не е срамно и треба секој проблем да се излечи навреме, додека подоцна да не биде доцна, односно да ни одземе повеќе време и грижа, но и енергија.